Се полнат складиштата на мазут во ТЕЦ Неготино за стартување на термоцентралата и производство на струја. Комбинатот се очекува да стартува со работа во текот на следната недела, велат од Електрани на Македонија. ТЕЦ годинава се вклучува во услови на глобална енергетска криза и енормен раст на цената на електричната енергија, поради кои околности производната цена на оваа термоцентрала, која во нормални околности беше висока, сега е пониска од цената на берзата. Првиот човек на ЕСМ Васко Ковачевски и директорот на ТЕЦ Неготино Небојша Стојановиќ веќе направија увид во подготовките. Вела дека комбинатот како државна електрана има статус на ладна резерва во електроенергетскиот систем. Енергетските експерти вела дека сето ова е задоцнето. Тие постојано апелирале дека енергетската состојба во земјава не чини, но нивните апели немало кој да ги чуе. Наместо да се збори да се инвестира во Македонија, да се отвори рудник, да имаме свој јаглен, да не мораме да увезуваме, да имаме сопствена механизација, да не правиме договори со надворешни извршители кои што се во роднински врски со раководителите и политичарите. И ми што сакате повеќе видливо е од авион корупција на највисоко ниво, осиромашување на системот, на енергетскиот систем и негово доведување до колапс, евентуално утре банкротирање и продажба за безпари на некој таму острови може да си го купи и да се свирка после. Во меѓувреме, министерот за економија Крешник Бектеши беше во Косово да преговара за испорака на јаглен за непречено работење на РЕК Битола и ТЕЦ Осломеј. Со Косово се преговарало за набавка на 3 милиони тони јаглен годишно и тоа за следните 5 години. По која цена било разговарано, барем засега официјална информација нема.